Дали светската економија влегува во нова ера? Цената на златото е на историски високи нивоа, дигиталното евро станува реалност, а геополитичките случувања и вештачката интелигенција дополнително ја менуваат сликата на глобалната економија. Во такви услови вниманието на светските финансиски пазари е насочено кон секој потек на новиот претседател на Федералните резерви на САД. Што значат овие процеси за инвеститорите, за Македонија и што на економски план можат да очекуваат граѓаните? Да си кажеме денеска со финансискиот аналитичар Бојан Цветановски од АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари. Господин Цветановски, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добре најдов. Последниве денови заедно со светското првенство во фудбал и со геополитичките случувања, војните на Блискиот Исток, многу актуелно кога станува збор за светот на парите, беше тргувањето, односно издавањето на акции од SpaceX, фирмата на Илон Маск, и како со тој потек тој стана ултра најбогат човек на светот, побогат од Слим, Безос и уште некој милиардер заедно, и неговото богатство стаса до 1,1 трилион долари. Так. Да се обидеме на почетокот да објасниме колку всушност пари се ова. 1,1 трилион долари, сума што тешко може да си ја замислам. Веројатно и гледачите, веројатно секој просечен човечки ум таа сума не може да ја спакува во куфер или во некаква цифра, во некаква вредност. Да, тоа се илјади милиарди. Значи, илјади милиарди, па еве, ако можеме да опишеме со некоја, да кажеме, физичка дистанца, тоа е како со банкноти од $1 да се покрие дистанцата до Сонцето и назад. Значи, 150... Добро, ајде да не ги земаме банкнотите во $1, ако ги спакуваме во куфери или во камиони од банкноти од $100, колкава низа камиони, колкав конвој, колку долг конвој би бил тој? Па целата топка земјина може да се покрие со тие камиони. Или ај вака да преведеме да се обидеме да преведеме во наши услови, државниот буџет на Македонија изнесува околу 5 милиарди годишно. Добро. Значи богатството на Маск е 1,1 трилион долари. 1,1 илјади милиарди американски долари. Се обидов да пресметам пред емисијата и ми излезе математика дека Македонија, ако не потроши ништо, ќе ѝ требаат 190 години, значи не цели 2 века, за малку 2 века, за да стаса до богатството на Трамп. На Елон Маск. На Елон Маск. Да. Видите, Пардон. Така е, точно е тоа, меѓутоа треба една напомена да кажам, дека тоа е сметководствена вредност. Значи, Јасно. тоа е вредност на неговиот имот. Да, тој ги нема тие пари на Тој сметка. ги нема тие пари. Значи, Тоа е вредноста на неговиот имот. вистинско богатство е она што го има на трансакциска сметка. Така да кажеме, нели? Да, Сакам да кажам, ако почне да ги продава акциите, нивната цена ќе почне да расте. Да, да. Ќе почне да паѓа. Да, така е. Ќе почне да паѓа, да. Да. Ќе почне да паѓа, се тоа ќе почне да паѓа неговото богатство. Така да како ќе меѓутоа ете како ќе така продава, така ќе сметководствено, паѓа богатство. книговодствено тој сега вреди или 1,1 трилион долари, уште еднаш само да се обидам вака да ја разберам сумата. Исто така, обидувајќи се да ги пресметам, стасав до математика дека ако човек троши, ако сега Илон Маск земе да троши по 1 милион долари дневно, Добро. без пауза, без да му останува кусур, ќе му требаат 3000 години за да ги потроши сите пари, колку што вреди сега неговата SpaceX, барем така книговодствено, како што рекам. Видите, тоа е компанија на еднината, нели? Тоа е една корпорација, конгломерат на космичките летови, на сателитската технологија и на вештачка интелигенција. Значи тоа се сите, да кажам, три компоненти се компоненти на еднината. Така да тука вложувањата и цените на акциите на таа компанија е едно вложување во еднината. Значи очекување од еднината. Значи, преведено значи дека пазарите денес не ја продаваат сегашноста, туку ја купуваат еднината. Да, ја антиципираат еднината. Така е, не само на конкретно за оваа компанија, туку да кажам и воопшто и на берзите, и на валутните берзи, и на берзите на акции се антиципираат идните очекувања, идните движења. Како што рековте, ако почне да ги продава акциите на SpaceX, Да. неговата вредност ќе падне. Ке паѓа, да. Но сепак ова доволно зборува за тоа колку е променета денешната економија, односно како таа функционира. Дека веќе не важат правилата или теоријата од учебниците по економија што ја учевме пред 20 на години. Па видете се. Каде што се пресметуваше книговодствена вредност, остварени приходи, расходи, имот, капитал, стабилност на фирма. Да. Тогаш се мереа други параметри. Сега клучните параметри се очекувањата од едината. Така. Видете, секогаш
е важно, значи за еден инвеститор, вложувач на берза, во одредени акции, во одредени валути, многу е важно да знае во моменталната цена кои податоци се влезени и кои очекувања се влезени. Значи некогаш тие очекувања одат до 6 месеци, некогаш до 1 година. Тука конкретно за SpaceX се работи за подолгорочни очекувања. И секогаш е битно, значи, при оценувањето на вредноста на акцијата или на валутниот пар, што е веќе влезено во цената, кои очекувања се влезени. Значи, кој дел од иднината е антиципиран. Дали ова значи дека денес живееме во свет во кој богатството повеќе се создава на берзите отколку во фабриките, во производството? Ете, не би се сложил дека е баш така. Значи, сепак, нели, производството е фундаментално. Со тоа што, нели, треба се каже дека на берзите има, нели, луѓе што добиваат, има луѓе кои што се, да кажеме, на некоја нула подолго време со добивање и губење, а има и луѓе што губат. Така да тука не се создава нова вредност од аспект на производствена вредност, туку имаме некои види на прераспределба на вредноста. Така да мислам дека сепак производството е фундаментално. Добро, додека ја реализираме оваа емисија, финансискиот свет ги чека првите записници од Федералните резерви под водство на Кевин Ворш. Така. Човекот стапи на првата челната позиција на оваа многу важна американска институција во мај годинава. Да. Меѓутоа, многу поважно од тоа што ќе пишува во записниците е начинот на кој тој сега ќе делува, ќе донесе новини во функционирањето на Федералните резерви, една институција која на некој начин ги обликува главните финансиски случувања глобално во целиот свет, нешто што допира и кај нас. Да. Одлуките на Федералните резерви, значи, дефинитивно влијаат врз глобалната економија. И првиот состанок го имаше во месец јуни, значи Фед со новиот председател Кевин Ворш. Кој е всушност Кевин Ворш? Кевин Ворш има, да кажеме, силно банкарско искуство. Значи тој во 2008 година, од 2008 натаму беше во тимот на Бен Бернанке, кој што ги санира последиците од финансиската криза која што настана тогаш. Во 2008? Од 2008, да. Меурот со недвижностите и со... Меурот, балонот кој што пукна со инвестиции во недвижности и со финансиските деривативи кои што, да кажам, беа вложени врз основа на недвижностите. Сега Кевин Ворш е на предок на председателот Трамп. Меѓутоа, нели, битно е да се каже, како, да кажам, еден детал, кога беше неговото воведување, односно инаугурација, председателот Трамп му кажа, парафразирам, не ги гледај другите, не ме гледај мене, ти одлучуваш. И така беше и првата... Може да му се верува на човек кој кажува, кој заслужува црвен картон, кој не заслужува црвен картон, се меша и во фудбал? Дека нема да влијае врз човекот што го поставил таму а е клучен за американската и за светската економија? Видите, во однос на тоа како што одеше постапката на неговото воведување во Федералните резерви, значи тој имаше најпрвен Кевин Ворш по предологот на председателот Трамп, имаше сведочење во Сенатот, значи пред банкарската комисија. Таму во Сенатот тој имаше прашање од демократите и од републиканците и тој релативно брзо стапи на функцијата. Значи од она што јас, нели, можам да го видам, значи и демократите не ја оспорува премногу неговата кандидатура, бидејќи тие имаат инструменти и алатки да го пролонгираат неговото воведување, неговото стапување на функција. Но не го направија тоа. Не го направија тоа. Ние сме имале во историјата на Федералните резерви кога тоа да кажам влегување, односно стапување на функција председател на Фед било одложувано и по неколку месеци. Меѓутоа, Кевин Ворш одложувањето беше 2 недели, мислам, така да Сакате да кажете дека не зборуваме само за нов човек на чело на најмоќната централна банка на светот, туку за нова филозофија во незиното раководење? Да, видете, Кевин Ворш е вистински професионалец, мислам и неговата пресконференција, првата пресконференција како председател на Фед, тој покажа висок интегритет, ја кажа дека гарантира независноста на Фед и помеѓу да кажеме, двата таргети на Фед, двете цели кои што се на Фед, полната вработеност и борба со инфлацијата, тој даде предност на ценовната стабилност, односно на борбата со инфлацијата. Така, рече еден од главните предизвици за Федералните резерви и генерално за светската економија и натаму останува инфлацијата. Тој на американците им вети ценовна стабилност и независност на Федералните резерви.
Дали е тој човекот што ќе се обиде да го спаси Трамп од голем пораст на прво на националните избори сега на есен и генерално за 2 години кога ќе бидат новите претседателски избори да го подобри имиџот на републиканците? Видете, јас мислам дека неговиот фокус е примарно како што тој одаде впечаток, а мислам дека и според неговите изјави дека тој пред се сака да води исклучително прудентна политика. Значи фокусот е на стабилна економска политика, стабилна монетарна политика. И значи ингеренциите на ФЕД да бидат во рамки на неговите традиционални, да кажам, алатки и инструменти за водење на пазарите. И неговата успешност веројатно ќе се мери во способноста да го одреди тој баланс помеѓу борба со инфлацијата и полна вработеност. Така, видите, вработеност, односно невработеноста, да кажеме во САД, таа подолго време е на квалитетно ниво, да кажем на добро ниво, значи се движи околу 4% е невработеноста во САД. Тоа е околу природната стапка на невработеност. Значи, тука во тој сегмент имаме, значи, стабилни бројки и нема потреба од одредена интервенција. Додека инфлацијата по 2022 година, кога имавме раст на инфлацијата глобално и кога достигнаа бројки до 9% и во САД инфлацијата, ФЕД потоа во годините што следеше потоа ја спушти инфлацијата симна, меѓутоа таа не дојде до таргетот од 2% ниту еднаш. Трамп ја расплати дополнително со војната на Блискиот исток, со војната во Иран. Американците во последниве месеци најмногу пари трошат на скапа нафта, скап бензин на бензинските пумпи и сега Воршки има задача на некој начин тоа да го амортизира. Да, добро, да. Има нафтата секако има голема улога во инфлаторните движења. Меѓутоа треба да се каже дека САД се големи производители на нафта, така да они тука да кажам имаат и домашна нафта, значи во значителни количини користат, значи не увезуваат. Сега за Кевин Ворш тука би надополнил, значи околу неговиот, да кажеме, бекграунд, дека тој во изминатите години, а и една од првите точки на неговата програма како претседател на ФЕД, да кажам, работа која што не беше многу цитирана или не беше многу даден фокус, а е важна, е дека тој е поборник на намалување на билансот на ФЕД. Значи, тој е еден од ретките гувернери кој што станал претседател на Федералните резерви, а кој што се заложува за намалување на билансот на ФЕД, што, да кажам, скратено значи повлекување на долари од оптек. Значи, американски долари од оптек. Значи, сите беа за некоја експанзивна политика, повеќето, да кажам, или како тоа повлекување на долари од оптек ќе влијае врз процесот генерален, глобален на дедоларизација, односно дали во период во кога би се повлекувале долари од оптек, доларот би и натаму би можел во следната деценија да остане главна резервна валута? Видете, тоа е процес кој што треба да се гледа од повеќе аспекти. Значи, првиот аспект е дека во изминатата деценија, претходната деценија, имавме ултра лесна, ултра експанзивна монетарна политика, глобална. Значи и американска и европска имаше политика на ефтини пари и политика на зголемена парична маса во оптек. Тогаш се формира одредени парични јазли или монетарни јазли во финансиските институции глобално, кои што подосна, во оваа декада ја предизвика инфлацијата. Така да тоа е една од мерките за која што Федералните резерви придонес на Федералните резерви во борбата против инфлацијата во САД, но и борба против глобалната инфлација. Вие како финансиски аналитичар од Македонија верувате дека Ворш ќе биде човекот кој ќе успее да направи баланс помеѓу инфлацијата и економскиот раст? Да. Ќе може да ја овозможи на Америка економски раст и да ја запре инфлацијата? Да. Добро. Да. Големи очекувања. Да, видете, и околу и политиките што ги спомнавте на дедоларизација и тоа. Јас мислам дека тоа е сепак само еден се уште мит на финансиските пазари. Мислам дека американскиот долар е сепак валута број 1, значи резерва, резерва сепак најголема валута која што се наоѓа во државните резерви на сите централни банки. Со најголем удел. И самото функционирање на американскиот долар во релациите со Кина, бидејќи платниот промет, тоа го имам кажано и порано, платниот промет со Кина се уште се одвива во најголем дел преку американскиот долар. Така да мислам дека интересот американскиот долар да остане валута број 1 не е само на Америка, туку и глобално.
Добро. Во последниве години и покрај високите каматни стапки видовме рекорди на американските берзи. Како е тоа можно? Дали берзите станаа преоптимистични? Бидејќи нели во услови на високи каматни стапки не може да се очекуваат големи бумови на, барем така беше во теоријата порано. Во принцип берзите или колку е тој раст на берзите резултат на реалната економија, колку на ентузијазмот на вештачка интелигенција, на освојување вселена на... Да. Видете, берзите од 2023 година, значи јули 2023 година, Федералните резерви го направија последното зголемување на каматните стапки, кое што беше во рамки на кампањата на зголемување на каматни стапки, поврзано со инфлацијата во 2022. И енергетската криза. Така, енергетската криза. Тогаш беше последното зголемување кое што го направи Федералните резерви. Од тогаш натаму започна така наречениот bull market или биков пазар на берзите. Бидејќи, нели, антиципацијата беше логична. После зголемувањето следува пауза, па доаѓа намалување на каматните стапки. Каматните стапки веќе беа релативно високи во САД. Значи тука беше вредноста околу 5,50 на федералните резерви каматната стапка. И после тоа значи започна тој биков пазар. Од тогаш, сега сме јули, значи 3 години берзите во САД, или глобалните берзи бележат раст. Значи тоа е тој bull market или биков пазар. За тоа што тој пазар си има свои фази, значи свои, да кажам, фази на развој. Значи, нели, првин беше тој раст беше потивок, потоа се забрза. За тоа што во последните 6 месеци од оваа година, значи оваа година практично, берзите влегоа во некој експоненцијален раст. Сега зборувам за индексот Standard & Poor's, конкретно 500 во САД, кој што нели ги обединува 500 најголеми компании во САД. Значи, експоненцијален раст, кој што раст, гледано како математички модел, е карактеристика на финалната фаза на еден раст. Бидејќи не треба да заборавиме дека берзите, и берзите на акции, и берзите на валути, освен макроекономските очекувања, ги движат и математички модели и психологија. Значи тоа е 40% макроекономија, 40% математички модели, 20% очекување и психологија. Дали ова значи дека најавувате пат? Дали постои ризик од голем финансиски балон? Или пак сме во некој циклус на нова технолошка револуција, слична на интернет револуцијата од почетокот на 2000-тите или нешто од претходните револуции? Финансиски балон не. Меѓутоа, што е тоа што е карактеристично за оваа година? Значи оваа година претходно, значи 2025-та, очекувањата за оваа година беа дека каматните стапки ќе паѓаат. Или реториката на претседателот Трамп, случувањата во еврозоната претходно на намалена инфлација, на забавен економски раст. Значи очекувањата беа дека каматните стапки ќе паѓаат. Меѓутоа со развојот на настаните, нели, со одново појавувањето на инфлаторните притисоци, зголемувањето на цената на нафтата, сега е јасно веќе дека намалување на каматни стапки нема да има. Значи, сега, тежината е не кон тоа дека ќе има големи зголемувања на каматни стапки, туку дека намалување на каматни стапки оваа година нема да има. И тоа е фактор кој што влијае за на берзите да отпочне некоја корекција, која што јас очекувам да има корекција на индексите кон надолу. Бидејќи колку долго би траел тој пат? Тоа е тешко да се прогнозира сега. Меѓутоа, самиот модел, значи, кој што колку што јас можам да прочитам диаграмите на Standard & Poor's и во односи нели корелацијата и со валутите, јас мислам дека 10% минимум би бил тој пат, бидејќи како што кажав, веќе растот, таа да кажам финална фаза на експоненцијален раст е фаза која што укажува дека следниот чекор би бил корекција. Тоа е она што може да се види и во корелација со тоа дека каматните стапки нема да паѓаат. Значи, добро, очекувањата каде во овој контекст е златото, кој исто така историски... Конкретно за Standard & Poor's мислам дека ќе дојде под 7000 поени, негде до 6200-6300 поени мислам дека ќе има корекција. За индексот Standard & Poor's, да. За тоа што значи не е драматичен пат. Не е драматичен пат, значи не е драматичен. Видете, тие корекции се вообичаени од одредено време. За тоа што нели
секој тренд си има свој развој и потоа корекција. И потоа мислам Природни дека секако циклуси. продолжување на трендот. Меѓутоа 3 години веќе тој да кажам биков пазар, односно пазар на раст на акциите трае, нели непрекинато, имаше една како корекција, меѓутоа тоа беше кога претседателот Трамп ги објави царините. Тогаш имавме нагло движење кон надолу, мислам кон надолу нели на акциите и на индексите. Меѓутоа тоа траеше месец дена и тоа професионално кажано, бидејќи поради должината на траењето и начинот на како тоа се случуваше, може да се каже дека не е корекција, туку така наречен дип на пазарот. Но и ова што го Потоа да има кажувате не значи продолжување. сериозен драматичен пат на берзите, нова финансиска криза, нешто што некои аналитичари на кое предупредуваат поради тоа што поради презадолженоста на водечките светски економии се предупредуваше дека е можна нова голема финансиска криза светска. Добро. Поради насоката во која одат голем број земји со презадолженост, со реалната економија дека не одговара на она што се случува на берзите, на очекувањата на инвеститорите. Добро, во однос на златото, криптовалутите, какви се вашите предвидувања? Исто така бевме сведоци во годиниве на историски нивоа на вредности на цената на златото. Голем број централни банки се уште купуваат резерви во злато. До кога би требал тој тренд и дали златото и натаму е една од најсигурните инвестиции? Видете, злато како злато, нели златото се смета за чувар на вредноста. И факт е тоа дека во изминатите години повеќе централни банки го диверсифицираа своето портфолио, односно го дополнуваа со злато. Меѓутоа, тоа некаде во втората половина на 2025 година исто зазема, значи, големо забрзување, значи цената на златото и купувањето на златото. Со тоа што во тоа купување се, да кажам, влегоа и одредени инвеститори кои што се надвор од централно-банкарскиот систем и кои што се надвор купуваа надвор од монетарни потреби. Значи не се работеше за монетарни потреби, имаше дури купување за шпекулативни нели потреби, од аспект на чекање да се зголеми цената. И кај златото исто така имавме онаа финална експоненцијална фаза, таа веќе се случи. Тоа беше во февруари или март оваа година, кога имавме цени над $5,000 за унца. 5200 ста се мисли. 5600 беше максимумот. Со тоа што тука имавме нели формирање на врв. Еден кој што е, може да кажеме, долгорочен врв. Сега околу 4800? Се е 4200. $4,100-4,200 за унца. По моje мислење, значи морам пред само да кажам дека и златото е поврзано со каматните стапки. Значи глобалните каматни стапки. Значи сега кога е јасно дека нема да имаме пад на каматни стапки, значи ќе бидат овие каматни стапки, со тоа што следната фаза очекуваме да видиме како ќе се развива инфлацијата, дали ќе имаме дополнително зголемување на каматните стапки или намалување, меѓутоа тоа ќе биде следната година. Тоа што е јасно за оваа година дека растот на цената на златото е на некој начин закочен. И поради каматните стапки, бидејќи со повисоки каматни стапки опортунитетниот трошок на чување на злато се зголемува. Да преведам, цената на златото нема да расте. Јас мислам дека оваа година ќе се движи од $4,000 до $4,500 за унца, а потоа ќе има уште еден пат до $3,500 за унца. Тоа е моја прогноза. Бидејќи мислам дека вредноста од $5,000 за унца и повеќе, тоа беше оној чисто финален шпекулативен дел на движење и активирање на одредени стоп нарачки кај одредени инвеститори. Добро, кусо само за крипто, бидејќи сакам да се вратиме во Македонија и да видиме како сите овие глобални случувања ќе влијаат врз инвеститорите па и граѓаните во нашата земја. Добро. Предвидување за крипто. Имаше голема корекција и на вредноста на водечката криптовалута биткоинот. Да, биткоинот и сега е околу 60.000. Биткоинот од максималната вредност од нели од $120,000 се 50% има пад на неговата вредност. Тоа да кажам кај него имаше формирање на тој среднорочен врв на диаграмите уште во ноември-декември. Исто, тоа е поврзано значи со ситуацијата на берзите, на валутните берзи и со каматните стапки, со макроекономските случувања. Ние имаме пример од 2022 година, кога се зголемуваат глобалните ризици, кога каматните стапки растат, тогаш биткоинот паѓа. Тоа е сега на
да кажеме некое симетрично ниво од $60,000, значи следното ниво на отпор за раст е $80,000 и ниво на поддршка од $40,000. Ова ниво од $60,000 е силно ниво на поддршка, значи он проба да го пробие кон долу. Имавме вредности од $58,000 за еден биткоин во изминатите 2 недели, меѓутоа се врати назад, сега е $62,000. Што значи дека ако се пролонгира ситуацијата со исти каматни стапки или повисоки каматни стапки, ако инфлацијата, да кажам, остане на некое повисоко ниво, тогаш биткоинот ќе отиде на $40,000. Доколку борбата со инфлацијата во САД и во Европа биде брзо извојувана, доколку веќе следната година гледаме некои најави дека ќе има намалување на каматните стапки, тогаш биткоинот ќе отиде нагоре, ќе расте. Добро, да се вратиме во Македонија. Како потезите на федералните резерви влијаат врз Македонија? Или кога најавува првиот човек дека каматните стапки ќе останат на ова ниво, нема да паѓаат? Добро. Што најпрво се чувствува во Македонија? Ете, ние како држава, значи ние сме дел од Европа. И да кажем на некој начин сме нели монетарно поврзани со Европа со фиксниот курс евро-македонски денар. Така да во принцип ние да кажеме кај нас има влијание нели потезите на Европската централна банка, европските случувања. Нашата централна банка, нашата народна банка веќе ги зголеми каматните стапки на военичките записи за 25 базни поени, што е сосема во ред и во рамки на потребните потези за борба со инфлацијата, и мислам слично како и Европската централна банка што зголеми. Така да тоа мислам сосема во ред. Сега останува сепак ќе кажам еве за инфлацијата таа произлезе од зголемената цена на нафтата. Многу зависи што ќе се случува, јас би кажал највеќе на Блискиот Исток, односно во Ормудскиот теснец. Видовме дека од синоќа одново има некои, да кажам, тензии. Цената на нафтата порасна од $72 за барел на $76 за барел. Значи имаме непочитување на примирието и така натаму. Значи зависи како ќе се одвива ситуацијата и добро, и во такви услови кој би бил вашиот финансиски совет за еден просечен гледач или просечен инвеститор во Македонија кој има одредена заштета, дали треба да инвестира, да ја чува во банка за каматите со оглед на каматните стапки или да инвестира во недвижности, или дали завршува поврека и времето кога најсигурна инвестиција беше инвестицијата во недвижности? Видете, сега кај нас инвестицијата во, да кажам, на примарна, основна, најбезбедна е во депозит. Значи орочување на депозит и каматните стапки се добри на македонскиот денар, значи привлечни 4%. Сега благajničkите записи се 4,25%. Меѓутоа приватните лица може да купуваат државни записи, обврзници. Јас би дал акцент, да кажам, и мислам дека и акцентот така ќе биде и да кажам и локално и глобално сега на хартиите со фиксен пренос. Бидејќи тие ќе носат квалитетни каматни стапки, значи обврзниците, државните записи. Така. Бидејќи велите тешко е да се предвиди, најмногу се ќе зависи од цената на нафтата, а цената на нафтата ќе зависи од геополитичките случувања. Ние во последниве години видовме војни, санкции, пандемија и геополитиката понекогаш имаше многу големо влијание врз берзите отколку класичните економски показатели, она што го велиме нешто што се учеше порано во економската теорија. Дали денес финансиските аналитичари, економистите како вас повеќе треба да ги читаат геополитичките анализи отколку финансиските извештаи на компаниите? Видете, за нешто да се прогнозира, за нешто да се предвиди, за да се направи квалитетна, издржана финансиска анализа. Така. Видите, за да се направи добра анализа, значи како што кажав, мора самиот аналитичар или инвеститор да има една, да кажам, да направи една комплексен приказ или комплексна анализа, значи на макроекономските показатели, моменталните случувања на берзите и на валутните пазари. Тоа, да кажеме, се нарекува price action, значи дневниот price action, што се случува со цената на инвестицијата на одреден, на посакуваната инвестиција. И тука имаме уште еден тој, да кажам, оние очекувања, тој forward guidance кој што, да кажам, преовладува на финансиските пазари меѓународни. За тоа што можам да кажам дека како клучно е
познавањето на читањето на диаграмите, значи на одреден валутен пар, на одредена акција, на одреден берзански индекс, бидејќи со тоа, значи самиот инвеститор гледа како целиот свет се однесува кон дадената инвестиција, не, лична на инвеститора. Кога ги анализирате финансиските пазари во светот денес, што ве загрижува повеќе? Тоа што никој не знае што ќе се случи или тоа што сите мислат дека од прилика знаат, може да предвидат што ќе се случи? Видете, тоа знаење што ќе се случи, нели, секако има нивоа на познавање, нели? Секако, нели, тие што се, да кажам, луѓе што живеат во САД, што се на Wall Street, поблиску ги познаваат работите. Секако дека, нели, таа достапност на информации е можеби селективна, можеби имаме одредени анализи, нели, кои што се многу подлабоки, меѓутоа сето тоа, сите тие антиципации се гледаат на диаграмите. И се уште може да се веруваат на тие диаграми? Да, самиот диаграм го дава однесувањето на инвеститорите по одредено, кои што инвестирале во одредено добро, стока, акција, валута. Има самиот диаграм, значи има свои фигури, свои патерни, значи свои шеми, кои што кажуваат каде се движи пазарот и кои се очекувањата. Бидејќи од пандемијата наваму, светот е како на некој ролер костер кој забрзува надолу. Некако стана многу брзо времево и се менуваат кризите од криза во криза. Имавме пандемија, здравствена криза, па финансиска, па енергетска, па царини, па војни. Кризата станува правила, а стабилноста е исклучок. Затоа велам, колку во такви услови можно да се предвидува, да се антиципираат нештата? Значи, истото ќе го кажам. Еве ќе дам и примери, например. Цената на биткоинот, таа го доживе, нели, својот врв во ноември. Тоа значеше дека практично инвеститорите бегаат од најризичната актива. Тогаш се уште не стануваше збор дека во Иран ќе има војна интервенција, дека ќе имаме таму судир. Меѓутоа беше очигледно, значи, со читањето на диаграмот, дека инвеститорите, најризичните инвестиции се повлекуваат од најризичните инвестиции. Цената на златото го достигна својот врв кога трупите на САД тргнаа кон Иран. Значи таа не растеше од кога почна судирот, таа порасна пред тоа. Значи сакам да кажам дека антиципирањето е многу важен фактор и тоа може да се прочита на тие диаграми. Значи повторувам, има патерни, има шеми, има методи кои што се можеби малку покомпликувани, бидејќи нивниот распоред многу зависи од нивниот распоред. Една фигура значи едно во еден распоред, во друг распоред значи друго. Добро, цената на златото го достигна својот врв пред да избие војниот конфликт. Кога почна војниот конфликт, таа почна да паѓа. Добро, и ако велите дека и покрај тоа што живееме во време на постојана криза е можно да се антиципира, да се прогнозираат работите за блиската иднина, да се обидам да го завртам прашањето од спротивна страна и да се обидеме да фрлиме поглед од далечната иднина назад кон минатото, ако е можно нешто такво, или еве вака да го поставам прашањето, ако историјата кога ќе го анализира периодот од 2020 до 2030 година, ова време кое оваа генерација го живее, што мислите дека ќе биде главно поглавје или бенчмарк на оваа декада? Дали тоа ќе биде пандемијата, дали ќе биде инфлацијата, дали ќе бидат војните, враќањето на царините, новите геополитички положби или нешто што сега не можеме да го препознаеме како историски момент? Видете, од економски аспект ние секако имаме отпочнат еден процес на деглобализација. Тоа меѓутоа тој ќе оди споро. Ќе оди споро бидејќи има одредени јазли и нерешени глобални прашања кои што да се разрешат ќе треба време. Од аспект на инфлацијата, видите, инфлацијата не може да се каже дека е големо изненадување, бидејќи, нели, од аспект на теорија на финансиските пазари, и да кажам, оние модели што ги имаме учено ние на економски факултет, практично, после 10 години на дефлација, ние имавме во претходната декада 10 години на дефлација, значи на пад на цените, и имавме експанзивна монетарна политика. За да дојде до врамнотежување на тој процес, треба да поминат 10 години инфлација. Инфлација, за да сега сме на петтата некаде. Сега сме на шестата. Значи скоро половина. Јас мислам дека глобално справувањето со инфлацијата оди добро.
и глобално и локално, значи сравнувањето со инфлацијата оди добро. Значи сепак таа се држи во некои нормални размери, значи кои што се видени и порано и кои што се нели дел од нормалните економски процеси. Бојан Цветановски, АЦИ Македонија, Сдружение на финансиски пазари, ви благодарам многу за исцрпните одговори и овие суштински анализи. Благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете на Телма и имајте убав ден.